спаѓа во редот и на помладите и на помалите држави во светот. Со својата површина е скоро 2 пати помала од Социјалистичка република Македонија, а нејзиниот број жители, дури во последниве години по скоро ненормалното темпо на доселување на работна сила од соседните земји, достигнува скоро 1 милион. Но со она што на економски план се случува во оваа пустинска земја, на чија територија освен песок не постои ниту планина, ниту река, таа се вбројува во чудата на светот. Благодарение на нафтата, стандардот на Кувајт веќе неколку години не се споредува со другите земји во светот. Националниот доход по жител е неколку пати поголем од оној во Соединетите Американски држави, и тој уште пред неколку години изнесуваше 5000 американски долари по жител. Со огромните приходи од нафта, кои во 1975 година изнесуваа околу 8 милиарди долари, Кувајт се смета за најбогата земја во светот. Историјата на Кувајт звучи како фантастична бајка од 1001 ноќ. Пред околу 200 години, неколку семејства од познатото арапско-бедуинско племе Анаизи од натрешноста на арапскиот полуостров дошле во овие предели, брајки по подносливи услови за живот. Се занимавале со сточарство, риболов и лов на бисери, а градот Кувајт бил центар за градба на едреници. За да се заштити пред опасноста од отоманската инвазија, Кувајт станува протекторат. Англија се грижи за одбрана и независност на Кувајт и за нејзините надворешни работи, а во 1961 година, пред 25 години, Кувајт станува независна земја како наследна монархија, но со политика приврзана на неврзаните земји. Во тоа време, пред 25 години, се совпаѓаат и најголемите откритија на нафтата, која под овие песочни пространства е најквалитетна во светот. Така започнува новата ера во историјата на Кувајт, ерата на буик стандардот и на ненаслутените можности што владата им ги овозможува на бедуините за подобар живот. Огромните богатства го свртуваат вниманието на целиот свет кон Кувајт. Земјата станува огромно градилиште, центар на бизнисмените од целиот свет. Една нова, мала, дотогаш непозната, но економски моќна земја станува член на Организацијата на Обединетите нации, поборник на политиката на неврзување и соработка со земјите во светот. يسرني من خلال التلفزيون Драго ми е што можам преку Југословенската радио и телевизија да зборувам и да ги пренесам поздравите од емирот, од државата и од народот на Кувајт до југословенските народи и до владата на Југославија. Многу сум почестен што можам да изразам благодарност од корисната соработка што постои меѓу Југославија и Кувајт во сите области, посебно во економската соработка. Таа се изразува преку проектирање и изградба на повеќе значајни објекти и преку заеднички ангажмани. Многу објекти што во Кувајт ги изградија југословенските градежници се потврда за нивните способности и тие остануваат како символи на пријателството и братството меѓу Кувајт и Југославија и на нашите големи чувства на љубов и удушевување кон југословенските народи за оно што тие го прават во нашата земја.
وقد كانت هناك Ваквата соработка беше неодамна кронисана со уште еден голем објект, кога на отворањето на кулите во Кувајт, што ги изградија југословенски предпријатија, присуствуваше една југословенска делегација. Кулите сега станаа главен јавен символ, специјално за Кувајт, а воопшто и за арапите. Овој објект ја докажува способноста на југословенските градежници, на нивната техничка и уметничка способност, со која тие морале да располагаат во својата земја, за да се зафатат и потврдат на ваков објект. ماذا في الكويت؟ Ова дело на југословенските градежници веќе влезе во раритетите на современиот свет како 10-то чудо на светот. Куполите имаат електростопанско и туристичко значење. Едната представува резервоар за вода, а втората со видиковецот се врти за 30 минути околу својата оска и представува туристичка атракција, која и во официјалните проспекти за Кувајт е внесена како заштитен знак и символ на земјата. Во изведувањето на објектот преку деловното здружение Union Engineering учествуваат околу 2000 работници на белградското предпријатие РАД, а вредноста на извршените работи изнесува 250 милиони долари. Но тоа не е единственото дело на нашите неимари во Кувајт. Иван Милутиновиќ и Енергопроект работат на проширувањето на старото изградба на ново трговско пристаниште, на изградба на водовод, трафостаници, црпни станици за снабдување на индустријските објекти со вода, како и во изградба на модерни стамбени населби. На еден од најголемите испити во градежништвото и во изградбата на воопшто најголемиот објект во Кувајт, вклучена е и македонската градежна оператива преку Скопското градежно предпријатие Гранит. Проектот е еден голем градежен комплекс во кој се скоро сите фази на градежништвото застапено. Најповеќе е ниско градбата, високо градбата, има и специјални објекти. Тоа е еден зафат по обим, најголем можда во југословенски размери, а по рокот на градбата во кој треба да се изгради е меѓу врвните и практично во одредени моменти не схватлив. Иначе од ниско градбата има застапено толку голем обим на работи да тоа во количински искажано може да се каже да асфалтните работи се преку 450.000 тони асфалтна маса, бетонските работи се преку 250.000 кубици. Објектот е комплетно изрешетан со подземни водови на електрика, око 370 километри, подземни водови, надворешни канализација, дождовна канализација и водовод надворешен, што должина око 70 километри. Работа съм во предпријатие скоро 22-3 години. Прв пат во стран овдека, на овие исто градежни машини. Овие градежни машини се многу комплицирани. За мене, кога дојдов туку во стари машинистен, бе проблем. Али во почеток тешко беше, после сватив. Овие машини заменуваат огромен број на луѓе, нема точно да ви кажам кој број, а многу луѓе. Да би човечка рака не може да ги замени ова работа што работат машините. Работам во услужно предузетие Вевчани од Римкол и овдека сме на работа како работаме за Гранит во Кувајт. Онаква работа никдека свакако не ни допаднала ваква работа како што е ова овдека. Овдека се бара доста квалитет, вакви зидања, онакви шипки, вертикално фугите да се хоризонтално право под милиметар. Јас се викам Теслодос Ѓурков, високо квалификуван мајстор. Бригадер сум тука на бетонскиот коловоз во Кувајт во кампанијата на Гранит. А живеам во Куманово улица Драган Стопара број 63. Работата е работа, име почеток кога почнавме. Беше малце тешко док се укладаме у работата. И климата док е малце свигнана. Сега работиме, не е толку тешко. Прво идење овде во Кувајт ми купуваме шамии. Због самите временски неприлики, значи има ветар, прашина, сонце и због теја мораме да носиме шамии.
i na njih moramo da ličimo. Со Кувайчани и со овие осталите работници иранци и од овие арапски земји станахме добри пријатели. Како се разбирате? Се разбираме многу убаво, почнаме и ние да разбираме, они што зборат, а и они да разбират ние што збориме и прилично ставиме на добро братство и добро разбирање со сите овие арапски земји, со овие арапчани. Низ таква заедничка работа се склопуваат нови познанства, се прошируваат видиците за земјите од кои припаѓаат, а во таква атмосфера и задачите се извршуваат поуспешно. Работниците на градит, заедно со локалните претежно неквалификувани работници, кои низ заедничката работа и се оспособуваат со нови знаења и така заедно учествуваат во извршувањето на овој во градежништвото вистински подвиг. Да набројаме. Извршени се 1,5 милион кубици земјани работи, а вградени се 450.000 кубици асфалт и 250.000 кубици најразновидни бетонски и армирани конструкции. Тоа е големо искуство и за сите работници и за гранит како целина, зашто ваквите можности за потврдување на своите вредности и квалитети исто така се ретки. Квалитетот постигнат во изведувањето на објектите е на доста голема висина и од страна на нашите директни предпоставени инвеститорите, надзорните органи, имаме доста пофални изразувања и во доста чести контакти благодарност за така висок квалитет на изведените работи. بصفتي مهندس من المهندسين المشرفين. И јас сум инженер кој е одговорен за еден дел од овој голем објект. Веднаш би сакал да кажам дека голем дел од успешната работа за објектов е завршена во Југославија. А она што тие потоа го покажаа во градењето на објектот овде, може да се спореди само со подвиг. Особено кога се има предвид дека временскиот период за градба беше многу кус, а и временските прилики не беа секогаш најпогодни за работа. Тоа ја покажува развиеноста на југословенската технологија, примена на најновите методи во работењето и способноста на југословенските градежници, во што можев да се уверам и при својата посета на Југославија. Најпрво, сакам да изразам поздрав од срце до најголемиот и најдобриот човек, председателот Јосип Броз Тито, кој ја постави основата во соработката меѓу Југославија и Кувајт и во изградувањето на овој објект ги испрати своите најдобри луѓе. Ова е добра прилика и да се заблагодариме на југословените, кои со својот труд само ги потврдуваат нашите добри односи. Најдобар доказ за тоа е овој објект што го гледате, а такви во Кувајт постојат уште неколку и во повеќе области. Населбата во која живеат работниците ангажирани во изградбата на овој објект представува вистински град среде пустиња, но со сите нужности за удобен живот. Покрај вкусно подредените бараки, кои представуваат мали станови со топла и студена вода, и со овде неминовните уреди за разладување, минуваат и сообраќајници, а населбата е снабдена со богата продавница, со разгласна станица и со објекти и простории за спортување. Како што гледате, ово градилиште е сместено овде среде во пустина на околу 60 до 70 километри далеку од Кувајт. Наравно дека овде среде во пустината, каде што немало ништо пред да дојдеме ние, сме имали доста потешкоти по однос на
организирањето на самото градилиште, тешкоти по однос на снабдувањето со вода првенствено, струја и така натака. Преку ова наше работилиште поминале околу 2000 локални работници скоро од сите земји на Блискиот Исток, а околу 960 работници од Гранит, а околу 650 локална работна снага. Ovdje može reći, ako ne stigne jedan, da možeš da imaš druga jedna, vidiš. Da se pogledaš po drugi put, lep, kako što gledati, ima dosta volna, vidiš. Isto je voda, samo ne voda, to što ga treba. Topla je. Ne može bez tinja. Koja nema miljena hrana? Da. Pa ti vikam, meni me se najmilji. Ja sve jadno. Добиваме јадење, разноврсно јадење, има 3-4 врсти јадење. Во ова кујна подготвуваме за 850 југословени и еден мал дел локалци. Тоа се арапи кои што работат во ова градилиште, а се на доручик и ручек. Колку видови јадење подготвувате на ден? Па, видите, подготвуваме по 5-6 вида јадење. Обично справяме ресторански јадење кои што по-квалитетни, така да одговараат и калории, застапени за секој еден работник. Јадењето ми се чини од моја страна дека е многу добро исхраната, ако не е исхраната не можеме ни да работиме. До сега сум крајно благодарен од кујната. Понатака ми се чини дека ќе биде уште подобро, затоа сега сме и повеќе работници, кога сме биле помалку било подобро. Ali i svega je dobro. Ja ne možem da se poplačem od jedenja. Što pravite u slobodno vreme? Pa evo, ponekad odam u grad. Se zanimamo s nego topke. Kino imam isto. Ovdje mi je prižitrio neka kamera. Teka me spojiše, ima rabota na ovdje. Повеќе работа, помалку во слободно време. Да. Повеќе работа, помалку во слободно време. Тоа е работа. Во ова истурено работилиште на Гранит, далеку од матичната куќа, многу успешно делуваат и сите постоечки форми на самоуправно живење. Иако работата овде е првенствена задача, сепак секој наоѓа време да се вклучи и активно да учествува во работата на самоуправните тела и од нив да очекува решенија непосредно поврзани со подобрувањето на работните и животните услови на работилиштето и во населбата. На последните состанаци од собирот на работните луѓе на работилиштето беа разгледувани одлуките на Централниот работнички совет за мерките кои треба да се превземат за благовремено завршување на работите во одреден рок. Дадени се напаствија за мобилната состојба на градилиштето и ангажирање на сите луѓе на работилиштето за благовремено завршување на работите и вака да кажам, гордееме со успехот што ги постигнеме, затоа што најверојатно може да се каже дека тоа е и најголем задаток што нашата организација Гранит го има досега земено во Кувајт или уопште во странство. Во колка мера и како се стварува информирањето на работниците со она што се случува во Југославија? Информираноста на нашите вработени во Кувајт се обавува на неколку начини. Нашите вработени во Кувајт го добиваат весникот Гранит, со кој што се информираат за настаните во работниот колектив, за настаните од самоуправните органи, кои што битно влијаат на успесите, убавувањето на секојдневните задачи овде далеку на неколку илјади километри од татковината. Ние сме претплатени на дневниот печат во татковината, 30 примероци Нова Македонија, 30 примероци Борба, 30 примероци Политика, потоа НИН, 10 примероци и илустрована политика. Покрај тоа добиваме секојдневно новости од татковината преку снимени магнетофонски траки од нашата амбасада во Кувајт. Со тоа самото информирање представува битен елемент
на едно релаксирање на работниците од секојдневните задачи и спремање за наредниот ден за извршување на уште поголеми работни задачи. Ja sam lekar zdravstvene stanice Granit, gradilišta u Kuvajt. U Kuvajtu se nalazim od početka gradilišta, ovdje dobijam zdrave ljude, zahvaljujući službi u Skoplju, to je zahvaljujući medicini rada koja pretežno obradi i detaljno obradi pacijenta i onda komisiji koja ne propusti bolesne, tako da ja radim ovdje pretežno sa našim zdravim ljudima. Opasnosti ovdje jesu od toplotnih udara preko leta, što su vrućine prilično velike, i onda nema nekih drugih opasnosti osim povrede koje se obično na svim gradilištima mogu naći. Sada malo ljudi su prilično nostalgični, mnogo misle na porodicu, pa dosta su okupirani sa porodičnim problemima i... Здраво, драги ангеле, писмото Твое го добив што ми имаше пишено и све разбрав што ми кажуваше. Прво разбрав за Твоето здравие, дека си бил добар, здрав и жив. Мило ми е уште да бидиш подобар и ако сакаш и ти за нас да разбереш, ние сме уште подобри кога ќе чуеме за тебе дека си многу добар, здрав и жив. Јас се викам Стојаски Анđеле, иначе градежен техничар, се наоѓам во Кувајт. Маринче Скилјо од село Требеништа на работа одека во Кувајт 25 месеци. Со што се подсетувате вие на родниот крај, далеко 10.000 километри од него? Јако сме ние со 5.000-6.000 километри далеко од нашиот роден крај, меѓутоа пак сме ние секогаш со него. Затоа што ние преку нашите магнетофончи на ленти кои ги имаме, секогаш слушаме музика наша, скоро стално, повеќе чак ги имаме песми овдека него кај нас што сме ги слушале. Потоа се подсетуваме на со нашите писма, слики кои ги имаме овдека од своите деца, од куќите, кои сепак не оставят да ги заборавиме, како децата, така и нашиот роден крај. Имаме све што во нашиот стан, например, ние сме тројца техничари во оваа соба, така да си имаме и посебно купатило после работно време, тука се чистиме, добро се бањаме, бидејќи така идаме и терен заморни, па се малце ќе се избањаме и така одмораме и го спроведуваме слободното време во нашата соба. После тоа ние кога ќе бидиме добро одморени, пуштаме магнетофоните така да се подсетиме на нашиот крај. Така да кој ќе добие преку денот писмо, сите тројца си разнесуваме кој како пишува од дома, дали се здрави и живи. Работата не ни е многу тешка, напорна малку е поради овие временските прилики. За тоа време, за овие 25 месеци, сум бил дома јас 3 пати, а еднашка дојде и мојата фамилија потесно одека, жената и со 2 деца, кој тоа го сторив да ми дојде мојата фамилија од разлози што во тој период јас, нашето предпријатие ГП Гранит не можеше да ме пушти на одмор и затоа јас решив, покрај тоа што направив некои малки трошкови, да дојде и таа, да види одека во Кувајт како е, како се работи, што се и како живее овој народ одека. Да се види како живее народот во Кувајт не е така едноставна работа. Поради неподносливите горештини, животот овде главно се одвива во ноќните часови и зад љубопитните очи на странецот. Но неоспорен е впечатокот дека овде се е подредено на нафтата и од неа. Откривањето на нафтените извори под врелиот пустински песок го прероди Кувајт и го направи вистинско економско чудо во светот. По производство на суров петролеј, Кувајт е на 6-то место во светот. По производство на нафта, која е најквалитетна во светот, 4-та, а 20% од светските резерви на нафта се наоѓаат на територијата на оваа земја.
На островото Бурган изградено е пристаниште и за најголемите танкери за нафта, а градот Мина Ал Ахмади е центар на петрохемиската индустрија. Главниот град Кувајт со своите модерни објекти и широки сообраќајници представува откинат дел на некоја европска метропола, префрлена среде жешкиот пустински песок. Од околу 9 милиарди долари приходи од нафтата, Кувајт 1 милиарда троши на увезување на се што е потребно за живот, а другите е навистина тешко да се искористат. Се градат модерни згради и џамии со најатрактивни архитектонски решенија. Особено се големи вложувањата за подобрување на животниот стандард на жителите и за развојот на просветните и здравствените служби. Во Кувајт образованието е задолжително и бесплатно. Од детски јасли до универзитетите со обезбедени учебници, учебни помагала, храна и јадишта. Постојат и поголем број специализирани најмодерно опремени училишта за оние што имаат оштетен вид и слух или други оштетувања. Универзитетот е формиран пред 10 години. Поради својата богата опременост станува универзитетски центар за арапските земји. Лекарските услуги се бесплатни за сите кувајтчани, а високиот здравствен стандард го потврдува и бројката од 1 лекар на 1000 жители, што е еден од ретките светски проценти. Во Кувајт се бесплатни локалните телефонски услуги и следењето на радио и телевизиската претплата. Државјаните се ослободени од порез на доход или наследство, а царината е минимална и изнесува само 4%. Сите овие, како и редица други предимства во поглед на користење погодни кредити, ги уживаат државјаните на Кувајт. Но од 1 милион жители на Кувајт, секој трет е припадник на друг народ. Тие не можат да се собственици на неподвижен имот, немаат право на глас и се послабо платени, независно од работењето. Тоа е причина што се проширува едно пасивно незадоволство со оглед на тоа што странските државјани се сршта во Кувајт, главната и единствената работна и квалификувана работна рака во сите области. Кувајт е земја без своја географија. Рековме, нема ниту река, ниту планина, ниту мост. Не постои изворна вода и таа овде е значително поскапа од бензинот. Порано водата се носела дури од Ирак, а сега се изградени неколку фабрики за десалинизација на морската солена вода. Во оваа најголема фабрика 14 милиони галони морска вода дневно се преработуваат во вода за пиење. Поради недостигот на вода и зеленилото е овде реткост. За овие дрвореди низ градот под секое стебло е доведена чешма, а одржувањето само на едно дрво годишно чини околу $1000. Дури телевизиските антени на куќите го символизираат изворот на богатството на Кувајт. И тие се во форма на купола, со чија помош се вади нафтата. Други пак се надпреваруваат сопствената куќа да ја изградат во што поатрактивна архитектура и околу неа да заседат што повеќе зеленило. Одржувањето на зеленилото овде чини повеќе од се и тоа е овде една од мерките на престижот.
Куполите за резерви вода се среќаваат на секој агол во градот. А во побогатите реони секоја куќа на својот покрив е обезбедена со свој резервоар за вода. Поради погодните услови за живот, што на секој што сака да работи му ги нуди државата, бројот на жителите се зголемува од година во година. За 18 години, бројот на жителите на Кувајт е зголемен за повеќе од 4 пати. За нив се градат нови населби, како оваа типска куќа, какви што треба во овој реон да се изградат за новите доселени бедуини од околните држави, кои во меѓувреме живеат во блиската населба. Но многумина тешко се одвикнуваат од вечните навики, па така не често покрај модерната повеќе катница со еркондишн, бедуинот пак ја чува својата камила. Други пак со своите модерни автомобили викендите ги минуваат починувајќи на пустинскиот песок или во традиционалниот лов со соколи. На минатото и во модерниот Кувајт сепак потсетува нешто. Оставени се овие влезни врати на некогашниот Кувајт, што на арапски значи мала тврдина. На 30 на километри од градот се наоѓа островото Фейлака, каде што е откриена стара населба од пред 2500 години пред нашата ера. Според ископините и експонатите што се пренесени во Националниот музеј, археолозите констатираат дека пред неколку илјади години местото било центар за трговија со Индија, а според грчките статуи може да се претпостави дека било и одморалиште на грчките бродови на патот кон Индија. На островото се откриени траги од целокупниот период на грчката култура поврзани со походот на Александар Македонски. За туристите пак тоа е атрактивниот сук со стока од целиот свет и со продавачи кои се служат на сите јазици. Особено е привлечна улицата на која се сместени тесните продавници, обично и обилно снабдени со производи од злато. Свесна за својата економска моќ, државата Кувајт во последниве години значителни средства вложува за зајакнување на својата улога и местото во светот на арапските земји, формирајќи фонд за економски развој на арапските земји и фонд за солидарност на неврзаните земји. Во последно време и Кувајт, а и кувајтјани покажуваат активност и во значајни инвестиции во странство, каде што се вложени околу 3 милиарди долари. Но сето тоа и во официјалната политика на државата веќе добива поинакви димензии, веќе почнува да надвладува мислењето дека е подобро нафтата да остане во земјата, отколку парите да лежат в банка.
كثير من الإخوة اليوغوسلاف وغيرهم يتساءلون Mnogo od Jugoslovenite, pa i drugite, se interesiraат što ќе stane со Кувајт утре, кога ќе се исцрпат изворите на нафта. Нашата денешна економија се потпира на индустријата и технологијата на нафтата, на незиното производство и извоз. Но во исто време не ја забораваме трговијата, поморската индустрија, риболовот и вадењето бисери. Порано, пред да се појави нафтата, нашата економска моќ беше поинаква и скромна. И сега, кога гледаме дека Кувајт се развива брзо и дека нафтата е сепак богатство што се троши, сите наши установи вложуваат напори да најдат начини за да развијат индустрија што не ќе се потпира само на нафтата. Нашите напори сега се соочени кон оспособување на кувајчанецот да се соочи со новите задачи, зашто знаеме дека најголемото богатство е сепак оспособувањето на човекот. على الإبداع لأننا نعتقد أنه أعظم ثروة هي الثروة البشرية. الشيء الثاني نعمل Вториот пункт на нашите ангажирања е создавање на индустрија според нашите можности, специјално за оно што е потребно за живот на нашиот човек и што е непосредно поврзано со нафтата. Се обидуваме да развиваме и други гранки на развој. Тоа се транспортот, поморската индустрија и бродоградбата, за да може во иднина и од друго да се живее. Можам да кажам дека Кувајт сега не е загрижен за својата иднина. Можам исто така да кажам дека сега и нашиот човек веќе почнува да мисли за својата иднина и вложува напори неговата сегашна економска моќ да стане основа на неговата иднина. Ние веќе имаме способни луѓе кои можат да дадат се од себе за во иднина да не бидеме зависни од други и само од еден економски извор. Од друга страна, ние создаваме односи на соработка со нашите соседи, со арапските земји и со сите пријателски земји во светот, а особено со Југославија. И веруваме дека низ таа соработка ќе ги зацврстиме и нашите економски способности. في حياته المستقبل. И покрај тоа што угледот на југословенските нејмари во денешниот лик на градот е доста голем, не може да се рече дека се искористени сите можности во економската соработка помеѓу Кувајт и Југославија. Кувајт е земја која што троши околу 1 милијарда долари за увоз на се и се што од целиот свет. Со зголемувањето на цената на петрохемиските производи и со евентуалните поголеми користење на резервите и потребите, а и куповната моќ на кувајчани ќе се зголеми. Производите за широка потрошувачка, кои сега во вкупниот увоз на Кувајт учествуваат само со половина процент, се нашата шанса на ова светско пазариште. Туризмот е исто така дејност што може да се искористи, особено кога се има предвид дека југословените со својата добра работа и однесување во овој дел на светот оставаат добар впечаток и за себе и за својата земја. За нашите природни убавини, малку познати во овој свет и за угледот на нашата земја, доволно зборуваат и впечатоците на уште еден влијателен човек во владата на Кувајт и стар познаник на љубителите на спортот во нашата република, шејкот Џабер Абдела Ал Џабер Ал Сабах. أولا وقبل كل شيء أشكر التلفزيون اليوغوسلافي. Најпрво, сакам да изблагодарам на југословенската телевизија за можноста што ми ја дава и на екипата да ја посакам голем успех и среќа за време на престојот во Кувајт, кој е пријател и близок на Југославија, која пак во исто време е специјален пријател на Кувајт и воопшто на арапите. Сакам да нагласам дека маршал Тито е голема личност. Тој за нас е голем пријател и политичар, кој ја афирмира Југославија во светот и со кого таа застана на чело на неврзаните земји. Југославија е прекрасна земја, со своите природни убавини, богата е и со планини, со живописно море и со прекрасни езера. Не можам да го заборавам Охридското езеро, каде што доаѓав 3 пати, кога на пливачките маратони учествуваа пливачи од целиот свет. ولا أنسى البحيرة المشهورة أهريد التي عملنا فيها يمكن حوالي 3 سنين السباحة الدولية. حكومة اليوغوسلافية ме одушевуваат и луѓето на Југославија, кои ги чуваат своите традиции и обичаи
a to im go ovozmožuva Jugoslavija, koja kako zemlja ima golema demokratije. Nasekuje nacija i dava pravo na veroispovest. Tamo jaz vidov i crkvi i džamiji. Posjetiv muslimani volimite mesta, se molev soniv i vidov deka jugoslovenskata država gi pomaga i ne gi poprečuva vo izvršovanje to na svojite običaji i svojata religija. Какво je vaše to mišljenje za angažiranje na jugoslovenskите gradežnici vo Kuvajt? Suštiната на jugoslovenskото работење е во тоа што она што тие го градат е квалитетно и брзо. بالواقع يعني العمل اليوغوسلافي بالكويت Moja golema želba je da vidam i drugi предпријатија што градат во Кувајт да работат како југословенските предпријатија. ويا ليت الشركات الثانية تكون مثل الشركات اليوغوسلافية. Takviот углед на југословенските градежници, на југословените и на Југославија во Кувајт е потврден низ повеќе објекти, низ многу дела и заеднички ангажмани. Здобиената доверба е шанса и за идни ангажирања на нашите трудбеници во овој дел на светот. На тој начин, оваа мала тврдина, како што на арапски може да се протолкува зборот Кувајт, ќе се потврди како широко поле за вредностите на југословенските трудбеници и како уште една алка во пријателските односи меѓу Кувајт и Југославија.